А по Телма Метео се знае, следуваме ние Црвена линија и добар ден за сите оние кои ќе бидат дел од ова издание. Денес имате, верувам, огромна причина да го завртите телефонскиот број 023076677, бидејќи главна тема ќе ни биде здравството. Црвена линија ве охрабрува да се јавите, бидејќи денес ќе зборуваме за тоа колку пари се вливаат во здравствениот систем. Условите во болниците лоши. За лекување е факт дека собираме донации, а лекови и санитетски материјали сме должни да си купуваме сами. Лекарите се слабо платени, а медицинските сестри одлично. Ама во Германија. Она што ве прашува Црвена линија, дали парите ни се трошат во пенали, и следно што ќе ве прашаме, каде одат нашите пари од придонесите за здравствено осигурување. А секако, ако не заследите веднаш на Инстаграм, ќе имате можност да одговорите и таму на нашето анкетно прашање, кое што го објавуваме на Инстаграм стори. Па ако отидете и кликнете на Инстаграм стори, ќе ве прашаме дали се потребни радикални промени во здравствениот систем. Одговарате со да или не, и секако како што постојано правиме таму некаде по рекламите во рамки на Црвена линија, ќе ги објавиме и резултатите од оваа денешна анкета. А секако јас ќе ве охрабрам најнапред да го завртите телефонскиот број 023076677 и меѓу другото ќе ве потсетам задолжително да не заследите на социјалните мрежи. Нашата тема се објавува на Facebook Црвена линија профил и секако на профилот на телевизија Телма на Facebook. Таму коментирате, шернувате и лајкнувате. А овде се јавувате. И го имаме првиот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Секој е добро? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав до вас и веднаш со прашање. Каде одат нашите пари од придонесите за здравствено осигурување? И дали парите ни се трошат на пенали? Што мислите вие? Видете, придонесите што ги сите фирми и што сме осигурани, треба да одат во фондот за здравство. Нормално, таму каде што е местото за секој граѓанин во Република Северна Македонија да ги добива тие услуги и што му се потребни за здравствена состојба. Јас се надевам дека ова здравство не е како што треба, од секојаш така било, не е само од денески, затоа треба тука да се посвети поголемо внимание во здравственото осигурување на сите граѓани во Република Северна Македонија, за да ги добиваат тие оние услови кои што треба да му се даде на еден пациент, од лекови до хоспитализација во болниците. Така да јас се надевам дека оваа држава еднаш за секојаш ќе стави акцент на здравството и ќе ги добие сите оние апарати што се во 4 клинички центри во Македонија, за да не доаѓаат во Скопје само да се прегледува, туку и Битола и Штипи, Тетово да се прегледуваат, за да можат тие здравствени услуги да ги добиваат таму кај што живеат. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам. Секако, ако не следите на Инстаграм, направете го тоа, бидејќи денешното анкетно прашање е врзано за следново. Дали се потребни радикални промени во македонското здравство, да или не? И се разбира доколку одговорите, ќе биде регистриран вашиот одговор, а резултатите ќе ги објавиме по рекламите. Кога зборуваме за здравство, верувам дека вие, секој од вас има искуство, има и коментари, мислење во однос на тоа каде одат сушност нашите пари од здравственото осигурување. Бидејќи факт е дека условите во болниците се лоши, лекарите ни се слабо платени, а уште за позагрижувачки е што голем кадар медицински персонал, особено медицинските сестри, од која што е огромна неопходноста, се повеќе се селат и си бараат подобро утро во Германија. Така да, еве, ќе потсетам и една вест се појави вчера дека матичните лекари одат во пензија, се заканува клучна врата на ординациите, односно 100 матични лекари ќе одат во пензија до крајот на годинава, што ги става во ризик и ординациите, и медицинските сестри, и помладите лекари. Што мисли за здравствениот систем, ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Јас мислам дека треба реформи во здравството.
Така? Мислам дека од поодамна требаше, меѓутоа, може би веќе задоцнето, меѓутоа, како ви кажа, никош не е касно да се почне. И не во здравството, кај нас во повеќе министерства треба реформи, ама ова е клучно за една држава. Ако има здрав народ, државата ќе функционира. И зошто плаќаме пенали, пишуваше негде таму? Затоа што немаме разбрани политичари во парламентот, пред се парламентарци, кои не можат да се договорат да го донесат законот. Од една страна. А од друга и не знаат да го донесат законот, ниту па знаат да направат програма, еве конкретно за како да се изгради тој проект, план да направат, како и каде да се изгради тој клинички центар. Мислам дека тоа беше спомнато. Одеднаш ме уклучивте, не сум конечно не сум конкретно во сите ситници информирана. Мислам дека за тие пенали мислевме. Молам? За тие пенали мислевме, во право сте. Да, значи програмите, парите пропаѓаат затоа што немаме направени програми. За полно случаеви, не е само клиничкиот центар. Немаме способни стручни лица. Тоа треба да биде јасно на сите. Малце треба да знаат кого го ставаат на кое работно место. Затоа и младите бегаат, способните ни бегаат. Затоа што не можат да си го најдат лебот кај што им е местото. Благодарам што вие искористите можноста да бидете на вистинското место, а тоа е да го кажете вашиот став во вашите 90 секунди во издание на Црвена линија. Одиме со следниот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Дали се потребни радикални промени во здравствениот систем во земјава? Не да треба радикални, него не знам од кај да почнам. Значи самота. Ајде, ќе прават овде, онде, ништо. Значи платено. Значи, ја да сум сега, меѓутоа не може. Врана на врана не вади очи, прво да кажам, тоа си се знае поговорка останата од памтивека. Значи сега тие што ги направија тие 8,5 милиона поини да се плаќа, е сега да треба оние чеп да ги платат, да видите дали после тоа ќе го направи некој друг. Него нив ништо не ги интересира. Народот плаќа. Затоа што народот плаќа, они си прават се што сакат и како си сакат. Ремедика ја купива, така, сега е приватна беше и па кој ја купи. Жан Митрев ја купи, не сакам да именувам кој, зашто сите знаат кој. Што направила на луѓето? Им направила една катастрофа негативна, како да кажам, на клиниките, за да може да ги купат. Па сега со ова да не треба па некој да го купи и клинички центар. Мене ова вака ми изгледа дека една друга веќе е трета, 8 септември, клинички. Ја не знам што се случува. Значи, они само гледат да се купат за себе. Како може вакво нешто да се направи? Па срамота е направено на готово, да не земеш да продолжиш да го направиш, ја не знам не знам кој збор да го употребам. Ова е невидена срамота и ова е грабеж на народот плаќа. Значи народот го крадат они. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Од ова издание ведели само завртување на телефонскиот број 0230766777. Верувам дека имате многу што да кажете кога станува збор за македонското здравство. Факт е, веќе повторам, дека лекарите ни се слабо платени. Оно што загрижува е дека остануваме без медицински персонал, особено медицинските сестри, кои што во огромен број заминуваат во Германија. Интересен е и фактот што денес сакаме да слушаме колку сте и лично задоволни од како функционира здравствениот систем кај нас, да ни ги дадете одговорите според вас каде одат нашите пари од здравственото осигурување и секако дали парите ни се трошат на пенали. Што мисли следниот гледач, ке ни открие веднаш. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, се слушам. Да, добре ни дојдовте во Црвена линија, повелете. Добар ден, денеска баш убав ден. Вака би рекла сега, нели, измеѓу сакаме во Европска унија, па сега би рекла, ние се движиме кон два системи. Ако земеме да се направи според и по емисии, францускиот и американскиот систем, збориме за здравство. Значи два различни. Ако се гледа емисии, американци почнат да имаат француски. Се како Франција би рекла. И Франција здравствениот систем што е државен, зашто имаме држава, што се вика, што имаме ние држава, за да имаме што се вика она здравство кое ни е потребно. Така да.
ова иде кон приватизирање на здравството. Че знаеме дека докторите сепак викат не се платени, подобре ми е приватни, треба да ги задржиме, ери тоа е основата. Така да ги задржиме докторите во здравствените установи кои се држани, за да не бегат или во приватни каде што има поголеми пари. Тоа е тоа. Затоа рекол сега тука требаше да се вика заедно и пациентите би рекла, ама и самите доктори кои се од државни институции сеќате да не бегат, него секаш малку да речеме да протестираат. Веќе дајте ни поголеми плати, пошто има пари, нашите пациенти нели се здравствено сигурни, зборам и така можеме заедно да не ширам. Значи во Франција ви кажам идеално е. Таму ако земете на пример, ќе видите дека таму идеално. А ние доаѓам тука ако се сеќавате како Америка до Обама кер. Нели знаете како е. Значи во Америка сега ако ги имате председателски избори доаѓа како ќе се осигураме здравствено, че тоа е проблемот кај нив. Така и ние се движиме. Че нас не треба француски да речеме. Еве, буквално таму немаат проблем. Значи Франција нели си плаќа, се збориме само нека каже државата дали треба да се зголеми да кажеме кажи го на здравственото осигурување, ако сака да го зголемиме малку, а да видиме нели дали докторите ќе има доволно плати, мислам да се земе тука пример. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Ќе ве потсетам, внимавајте на тајмерот. Следните 90 секунди се за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Еве, и вас ќе ве прашаме, според вас дали се потребни радикални промени во здравствениот систем во Македонија? Да, во секој случај. Јас сметам дека се потребни, затоа што јас работам како медицинска сестра за 18.200 денари кај приватен лекар. Од тука натаму не би можела ништо повеќе да кажам. До тој степен сме дојдени. Благодарам, пријатно. Благодарам многу. Драго ни е при се што се вклучивте во црвена линија. Ето, јас не случајно ги охрабрив сите, значи ни се јави, колку што разбрав, медицинска сестра, која што ни откри дека незините примања се само 18.000 денари. За неја беше доволно да ја даде оваа информација, а вас и ве предизвикувам да се јавите во црвена линија, па и да прокоментираме какви реформи нас ни се неопходни за подобар здравствен систем. Добар ден. Добар ден. Мене ми се многу малку 90 секунди, ама ќе пробам да кажам нешто со факти, не на рекла кажала. Прво ќе ви кажам дека Македонија има дефицит со лекари и медицински, воопшто медицински персонал. Тој дефицит е до тој степен што поголемиот број од овие луѓе кои што се еваат не се ни свесни што ги очекува кога ќе појдат во медицинските установи, кај што јас многу често одам. Тоа е прва работа. Втора работа што морам да ја кажам, тоа е дека имаме извонредни доктори, извонреден медицински персонал и катастрофални доктори и катастрофален медицински персонал. Ќе ви образувам. Јас лежев во градска болница и таму сум фасциниран од начинот на кој што целиот персонал, почнувајќи од хигиеничарите, тие што носат храна, па медицинските сестри, докторите, неа зборови. И обратно има установи кај што луѓе кажуваат дека едноставно после операција не ги ни гледаат. Би сакал да ми продолжите малку, да што јас ќе зборувам со факти, ако може, нели? Втора работа што сакам да ја кажам. Да си имам еден ваков проблем. Работа во една фирма која не ни даваше редовна плата. Поради немањето на таа редовна плата немаме здравствено осигурување. Стотина вработени. И ние секој пат имаме проблеми кога требаше да одиме на лекар, а се буневме како оној што не работи, а има здравствено осигурување, а ние не работиме, а државата не ни плаќаше фирмата придонесе и не може. Правилото е такво 90 секунди, но ја ве охрабрувам, нели можете повторно да го завртите бројот и да си го продолжите своето излагање во нови 90 секунди. Големо благодарам што се вклучивте во оваа дискусија и тоа со ваш личен пример. А сега одиме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро од црвена линија. Добар ден, ве слушаме. Истото прашање до вас, дали ни се потребни радикални промени во здравствениот систем? И тоа како? Има големи злоупотреби од страна на докторите со мој термин. Продолжете. Не можеме никако да добиеме мој термин упат за било која услуга здравствена. И чаре немаме што да правиме, само на приватна треба да одиме. Продолжете слободно, бидејќи времето ви врви. Треба
да има промени во системот за мој термин. Затоа што докторите упорно бараат мој термин, а мој термин нема. Не може, например, на 5 во месецот излегва за мој термин да се формира овај упат, а на 5 пример во месецот нема, готово нема термини. Не може одма да нема термини. Значи тие самите си ги формираат тие упати и не можеме никако да добиеме упат. Тоа е многу голем проблем. За било каде во здравството. Поздрав, многу пријатно. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Еве, слушаме најразлични искуства. Овој гледач спомна дека најмногу може би реформи треба да има во оној систем на мој термин. Ајде да видиме во својот термин на црвена линија што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се надевам намален е тонот на ТВ приемникот и се слушаме преку слушалка. Добар ден, вие сте во црвена линија. Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Не функционира ништо, ни мој термин, ништо. Неспособни здравствена опрема не и донесе опозицијата, донесе од Турска, Словенија и Маđarска. Ништо, намерно не се грижа за здравството. И тие апарати што ги има донесено опозицијата за откривање на болести, тие ги спродаја. Значи, ништо не се способни, немат грижа и сакат да владеат така, а народот му е преко глава, има потреба. И витување имаше здравството без пари, ам ништо се. И напротив, и лекови се поскапа. Значи, за време на 2016 во мора ке беше позицијата, мајка Тереза ке беше направена, ке беше конкуренција, многу народ, граѓани и уствари, многу оде по приватни, многу што почина, многу си пари дадеа, Жан Митров дека било. Ако беше мајка Тереза направена, Штипската болница, ако беше пуштена, ќе имаше и граѓаните и ќе немаш толку починати. Има, значи, опозицијата грижа има, ови не ги интересира, ништо, само продавање. Според вас каде удат парите, нашите пари од придонесите? Па нашите си ги наградуваат, они на сметке си стават, си гласа слободно, како исто организаторот е, знае се кој од Буртино, исто за ови рекетите, бизнисмените милиони и бараја. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Сега ќе прочитаме еден твит објавен пред 53 минути, така стои, така го регистриравме. Па кога веќе зборуваме на тема здравство во Македонија, еве што пиша на Твитер Стојан Аврамовски. Какво здравство имаме страшно. Денешна случка, итен упат за кардиологија, за доплер на вратни аорти. Сестрата што работи таму ми вика, само преку мој термин примаат пациенти. Добро, викам, ама ова е итно, имам вртоглавици, треба да се прегледам веднаш, а не после еден месец. А и нема термин никаков за закажување. Дига раменици, така и е кажано, а жив пациент немаше. Ова се случуваше околу 11 часот денес. Пола час ја чекав сестрата да дојде од некаде. Ова сигурно не ни е прв пат, ниту последен случај, ама за жал, стварно, здравството ни е катастрофално. Ајде да слушнеме што ќе ни открие следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Да. Јас мислам дека треба да има придонеси во здравството некои измени, меѓутоа највеќе ќе кажам за мој термин. Добро. Јас, мојот сопруг моментално не е добар, веќе 2 месеца, 3, и сега ние не можеме да дојдеме до термин. Тоа е секоја вечер во брзата помош и во интерно го кажуваат. Значи, докторката упорно стрпи се, а тој е, значи, недобар. Јас не знам, значи, никако не дават, нели, некако приоритетен, не важат тие употи. Не знам, значи тоа мислам дека треба да се реше, понапред беше многу подобро. Според вас, освен мој термин, какви реформи се потребни во македонското здравство?
Па да се подобре нешто, баре со тие приоритетни да има нели кога стварно не е добро, за да може да се прегледат, да може да закажат термина, не да чекаме по еден месец, два, дори и повеќе. Според вас, каде одат нашите пари од придонесите за здравствено осигурување? Па не знам баш тоа, сега во моментот. Па не знам. Благодарам и вам што ги искористивте вашите 90 секунди. Се разбира, слушаме дека некои од гледачите инсистираат на тоа дека можеби најмногу реформи треба во системот за кажување мој термин. Како и да е, ќе вклучиме нов гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Ајде прво прашање до вас. Според вас каде одат нашите пари од здравствениот систем? Здравственото осигурување. Сигурно џебовите на некој во Министерство за здравство за добивање тендери, сигурно. Тука се вртат милиони евра секој година. Во програма сум. Да, продолжете. Сега, кога имаш неодговорна власт и неодговорни водачи, тогаш имаш и неодговорни луѓе во цело здравство. Имаш, да речеме, лекари, медицински персонал кои се добродушни, кои се грижат за сите пациенти, а имаш па други кои се мрзи, бездушни, кои немаат срце и душа да помагаат на тие пациенти. А до вчера барале да се вработат, а сега се вработуваат и фаќат кривини. Било каде е лошо да се фаќат кривини, ама во здравство е најлошо да страдат пациенти, деца, болни луѓе. Тие такви кои фаќат кривини се тотално бездушни луѓе и треба одма да бидат избркани од работа и да се вработат на едно место луѓе добродушни. Така памтите изгоре ковид болница во Тетово, а за своите блиски во ковид болница се грижеа ќерки и синови. Така изгоре една девојка со нејзината мајка за која се грижила во ковид болница. Со така нешто, значи некои се во Германија на работа, а се наплата во здравство. Овие поготово дуи, такви не има доста. И така, и тие кои сакаат да работат во наше здравство, лекари, сестри, било кој, губат волја, пошто се искористени, малтретирани, оптеретени, а некој само зема плата, а ниша врата. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Одеме веднаш со нов гледач. Времето е за вас, овој термин во Црвена линија е за гледачите. Добар ден. Се надевам дека се слушаме добро. Добар ден, Црвена линија. Така, има реакции на линијата. Јас ќе се обидам уште еднаш. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Добро. Ке подсетам, не заборавајте. Значи, најважно правило е да внимавате прво на тајмерот, 90 секунди, автоматски се исклучува, за да не изгледа дека ве прекинуваме. А втора, многу може би поважна работа и кога ќе го завртите телефонскиот број 02307-667, не заборавајте да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден за новиот гледач. Добар ден и од мене. Па Иве, какви реформи ни се потребни во нашето здравство? Сакам и јас да земам едно учество во емисијава и ви благодарам на постапеното време. Вака, јас вака би по мое би тргнала, реформите би ги свела на секој здравствен осигуреник да си има своја картичка здравствена, исклучиво, и тие здравствени средства што ги одвојуваме за придонесни ликова ни одзима и секој осигуреник си ги има парите, значи таа картичка исклучиво за здравство да вади. И самиот пациент да си ја користи картичката каде што сака. И мислам дека тука нема да има кражба. И тогаш ќе не барат самите лекари да одиме кај нив. Ние ќе избираме, не они нас. Тоа е вистинското што треба како во Словенија. Да го земат примерот, здравствени картички да си имаат, значи средствата да исклучиво да ги користат од картичката за здравство. И тие има доста млади кои што не ги користат здравствените услуги, а парите ги нема. И не може државното здравство да го користи. Термини нема, немаме лекарства,
Значи, све е приватно. Јас сум стварно револтирана. Прегаска слушав при крај ќе ми заврши ова, кога го читавте вие од пациентот на кардиологија за доплерот. Тоа е потполно вистина. Многу одамна јас тоа го доживеа. Благодарам многу, цениме тоа што прв пат еве се вклучивте во црвена линија. Се надевам нема да биде последен пат. Следете на и понатаму, бидејќи веднаш одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се надевам намален е тонот на ТВ приемникот, се слушаме преку слушалка. Одман го намалуваме, одман. Одлично, па за да се слушнеме подобро. Одман. Добре, ни дојдовте во црвена линија. Голем поздрав прво до водителката. Голем поздрав и до вас. Опериран бев од карцином на дебелото црево. Малигно заболување. Проблеми имам доста. Носам ноќни пелени, ноќни помагала. Добив нега во Скопје, добив нега во Битола. Последниот пат одам во Прилеп, ќе го именувам очниот доктор, беше во комисијата за доделување нега и ми вели одете поново во Систина да видите што ја подпишан документот од тројца доктори брвни тука хирурзи во Прилеп и ми вика ќе одиш па во Систина да видиш што е со тебе случај. А јас имам стварно проблеми со дебелото црево, не сум од чојгата излезен. И ми вика не ти се седува нега. Документот додуша не е добијан, ама јас сум стварно во недобра здравствена состојба. Според вас тогаш какви реформи се неопходни во здравствениот систем? Мисли докторо за овие работи. Според вас какви реформи се неопходни во здравствениот систем? Молим? Какви реформи се неопходни во здравствениот систем според вас? Па видете да се обрати внимание на посебно новија што се карциноми заболувања со малигни заболувања посебно. Така, благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Секако продолжете да не следите. Малку ќе се префрлиме сега на Твитер, не за долго ќе издвоиме и таму што се коментира кога зборуваме за здравство. Ќе одиме со твитот на Балканецот кој што вели европско здравство, далеку е Македонија од европско здравство. Ова е и твит коментар на наслов каде што вели клинички без струја, пациентите во немилост, прекинати зрачења, анализи, прегледи. И уште еден, ако може, твит и одиме веднаш на гледач. Немаме земјоделие, вели Силвестро. Немаме сточарство, немаме здравство, немаме образование, немаме што друго немаме. Немаме ништо, дечки. Но ние секако имаме црвена линија за вас и вклучуваме гледач. Добар ден. Ало, добар ден, јас сум. Да, вие сте и во црвена линија. Според вас... Прв пат се јавувам од Прилеп. Драго ми е. Ќе бидам многу краток. Ние имаме здравство во моментов, барем така јас имам проценето, кое се најдува во еден делириум предсмртен, а ние сите бараме лек од такво здравство. Не може тој да ти помогне. Всушност, кај на здравството е целосно корумпирано, исто како и во сите домени на животот во Република Македонија. Крајна корупција, несериозност на работни места и така натаке. Ќе бидам краток за реформи, што дали би требало и какви реформи. Јас не знам по Европа, еве се слуша здравство, Европа какво е, што е. Јас го знам она здравство од Југославија, од таа бивша Југославија, кое што на вистина се грижеше за пациентите, едно такво здравство или пак поведување на една крајна диктатура во самиот, инспекцијска диктатура во самото здравство од страна на државата, или ќе работи некој на работно место, или нема да се изиграва со пациентите, да ги распреќа вака, така, немаме терминово она, или тогаш колапс на целото стопанство, на целата држава во Македонија. Според вас, каде одат нашите пари од здравственото осигурување? Парите се знаат каде, јас кажа, се е корумпирано, се е подмитено, се оди за тендери, се оди. Еве кај одат. Отишла во Словенија директорката на клинички центар детскиот
детска клиника во Скопје, отишла во Словенија, а ваму си книжи дежурства, ноќни тип. Страшна работа. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Благодарам што се јавувате и прв пат. Верувам нема да биде последен. Денес, драги мои, зборуваме за условите во болниците, кои што се факт се лоши. Лекарите ни се слабо платени, а загрижува и фактот што огромен број на медицински сестри, медицински персонал, кој што е исклучително неопходен, заминува, например, на работа во Германија. Какви реформи му се потребни на нашето здравство? Ке каже следниот гледач. Добар ден, во Црвена линија сте. Еве, ја да кажам каде одат нашите пари во принос за здравството. Повелете. Најсвеж пример, да кажам. Ви рече докторката од Козле дека ќе го тужи новинар. Више на сите луѓе овде во Македонија им јасно кај одат тие. Значи, она ќе зима 200-300 илјади, а оние што се грижат за пациентите, ќе бегаат од државата, ќе бегаат да. Кај се, а какви реформи се потребни во здравствениот систем, еве, од ваш аго? Од нашиот аго, од мој аго. Да. Значи, треба независно тело у институциите на државата. Да има посебно за тие доктори и директори. Посебно тело да има и, значи, стварно да ги прават. Ама, дали тоа могуче, не знам. Едино тоа е решение, друго нема. Тоа би било се? Да, тоа би било се. Драго ми е што се вклучивте во Црвена линија. И вас ве охрабрувам да останете и понатаму да не следите, бидејќи досега слушнавме многу јавувања, дури имаше и интересни предлози, ке подсетам, се спомна дека е поволно да се има здравствена картичка на која може би се ставале средства од здравственото осигурување, би се користеле исклучиво за такви медицински потреби. Добар ден! Дали се слушаме? Црвена линија? Црвена линија, добар ден за новиот гледач. Добар ден. Секој добро ве слушам. Црвена линија. Поздрав до вас и до емисијата. Голем поздрав и до вас секако. Па какви реформи според вас се потребни? Со почет кон некои лекари во здравството, со голема почет, совесни кои што се, со голема почет кон нив, но се многу ретки тие. И мислам дека е веќе време да се отвори термин, односно погребалните предпријатија да отворат термин, заедно со поповите. Инаку ништо, никакви реформи нас не спасуваат. Ќе дојде време да не можат да чекаме ред и да не закупуваат. Благодарам и пријатно. Благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Некои од гледачите доволни им се и само неколку секунди да го кажат својот став, но 90 секунди е време трењето, искористете го целосно, топло препорачувам. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сега на линија сте, то на Црвена линија. Благодарам. Повака, ја прво морам да кажам дека утре го славам 15-тиот нов роден ден, оперисан сум од срце кај Жан Митрев и не сакам да ги критикувам докторите, медицинскиот персонал, меѓутоа, секако дека има меѓу нив и некои кои се полоши, ама некои се уште подобри и од оние најдобрите. Значи, јас сум оперисан од срце, каротида, шеќер, притисоци, гихтови, чиро и што немам, меѓутоа, досега секогаш ми наоѓале спас, шаре и така, еве се борам, ја терам негде ко 80-та година и не би сакал да критикувам никого. Но секако дека има пропусти, има можности да се сето тоа поправи. Ево едно од тоа е, да речеме, околу лекарствата. Пример, плаќаме партиципација за одреден лек 10 денара, доплата
120, 150, 100, зависи некои 300 денара. Ми се чини дека дали тоа не е вишок од земање од граѓанинот, од пациентот, тоа дали не е можно да се изнајде начин да не се оптеретува тоа. Затоа што и онака нашиот граѓани, повеќето се градава и пензионери, зборам за нив повеќе, се со негдека примања до 14-15 илјади денари, што да платат побрзо комунални лекарства, а што ќе остане за храна и за добро здравје. На секој од вас ви посакувам добро здравје. Здравјето е најважната работа, а во животот, а секако важно е да слушаме што ќе ни каже и новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно би ве замолила, вие сте во црвена линија. Прво, добар ден. Добар ден, црвена линија. Поздрав до редакторка, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Сега ви кажам дали народот треба и да плаќа здравство. Сега ќе ви кажам што ми се случи пред месец. Ми пукна во главата на 10-та страна како во уше. И таков звук, значи, невиден. И кога викам на жена, нешто, вика да не бучи, вика након, вика не бере, нема ништо. И почна главата цела да ме бучи. Од таму одам на матичар. Од матичар ми дава упут под хитно, ми зема притисок се. Викам да не е, вика приоритет нема да ме припат. Вика, не века мора да ти примат со тој упут не е хитан. Одам во, јас сум од Струмица, одам во Струмица во болница, ма не сакат и да чујат. Ме враќат од шалтер. После вика седи ќе те викаме, не ме викат. Друга постара жена вика, јас сум вика редовно на услуга, 12 вика часот повеќе не работат со после 3 сато. И друга престара жена ме вика, дечко, вика влези внатре. Како влезам од шалтер ме враќа. Дојде 12 сато, заклучено нема никој. И сега како да седам 3 сат? Од таму видов лео и се вратив дома. И ми бучеше во ушето цел месец. Веќе ова чуден звук. И кога одам кај Матиче сега случај по друга работа, вика дали те прегледа, викам не. Се чуди Матиче како не ме прегледаа. Значи самиот се чуди. Затоа веќе да сум на тие влади години не плаќам. Благодарам што го споделивте вашето искуство со гледачите на Црвена линија. Одиме со реклами, а потоа и со резултатите од анкетата. Време е за резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. Ако не сте не заследиле таму, направете го тоа. И ве што одговорија оние кои што одговорија на прашањето дали се потребни радикални промени во здравствениот систем. 87% одговорија со да и 13% одговорија со не. Вака изгледавме на Инстаграм, вака изгледавме во Црвена линија. Утре се разбира во истиот термин, заедно ќе бидете со мене, со нова тема за вас, а ве препуштам на програмата на Телма телевизија и ви посакувам убаво попладне и секако да ми останете во добро здравје. Довидување.